Па другари, здраво од мене и добре дојдовте после не знам колку време назад на мојот YouTube канал. Денеска е 25 август, не знам во кој момент вие ќе го гледате ова видео, односно овој влог. Меѓутоа, одлучив да го стартувам денеска, па ќе видиме како ќе заврши и дали воопшто ќе заврши. Баш одамна неам влогувано. Последен пат пробав нешто да ви снимам додека бев во Барселона и тој влог го имате на мојот YouTube канал. Меѓутоа, со месеци наназад ја неам вклучено камерата и искрен да бидам, имам чувство дека сум подзаборел како се влогува. Но за живо чудо некако се хајпнав и одлучив да се активирам. Одлучив да му се вратам на YouTube-от онака лека по лека. Константно најавувам некаков камбек и никако да ми се случи, така што овој пат нема да најавувам апсолутно ништо и нема да си дозволам да ви ветам дека ќе бидам активен, меѓутоа ќе се потрудам тоа да биде така. Да не должам со ваклите технички работи, сакав само да ве воведам, а во некоја блиска иднина планирам да направам едно статично видео, кој што најверојатно ќе се вика "Треба да поразговараме", затоа што навистина треба да поразговараме. Имам многу што да ви кажам и верувам дека тоа ќе го задржи вашето внимание, меѓутоа отом потом, кога ќе имам живци за таквите видеа, ќе се стационирам дома и ќе споделам со вас се што некако ми лежи на душата. Денеска е 25 август, како што веќе напоменав, петок, моментално е на кај 2:30 попладне. Пред малку се прибрав дома од работа. Меѓутоа, иако мириса на викенд, јас не завршив со работа. Во тек е Кумановското културно лето. Во тек се 3 фестивали. Едниот се случи вчера, едниот ќе ни се случи денес, а третиот и последниот веќе утре. Знам дека би се многу интересни влоговите од работа, затоа што многу ретко го експонирам на социјалните мрежи овој дел од мојот живот, професионалниот да речеме. На сите ви претпоставам јасно дека еве веќе трет мандат сум ВД директор на Фондација за култура и спорт при општина Куманово. Тоа подразбира дека ние како фондација сме носители на голем број, да не речам скоро па сите културни манифестации кои му се случуваат на Куманово. Тоа подразбира организација на концерти, изложби, промоции, проекции и така натаму и така натаму. Во овој случај, како што веќе напоменав, имаме 3 фестивали со кои што некако го поентираме Кумановското културно лето. Вечерва не очекува уште еден фестивал. Станува збор за меѓународен тамбурашки фестивал, на кој што ќе ни настапи Тамара Тодевска. Покрај неа ќе настапат и два тамбурашки оркестра, едниот од Кавадарци, другиот од Црна Гора, Биело поле. А утре ќе се случи тој Тумсток, фестивал кој некако привлече повеќе внимание кај помладата публика, затоа што ќе настапат еден куп наши локални артисти. Од друга страна, звездите на вечерта ќе ни бидат Сладкаристика и Два Бона. Кога почна вака да зборам за работа, се осеќам као да треба да зборам екстра професионално и озбилно, а снимам влог, као шала на страна, нема да бидам толку официјален. Знам дека таквите влогови се досадни. Ја имам чувство дека сум на работа 48 часа, буквално око немам склопено, ми се спие, ми се плаче, меѓутоа кога ќе дојдат ваквите периоди од годината и ќе ми се набијат многу настани од ден за ден, баш знае да биде напорно, меѓутоа не би сакал да ви кукам. Преку овој влог сакам некако да ви го разубавам денот, а не да ви мрачам. Бев на работа са Бајле од 8 до на кај 1. Се прибрав дома и би требало да се подсредам, да се истуширам, да земам ствари со мене и пак ќе се вратам на работа, затоа што од 5 ми почнува тонската проба. Во меѓувреме треба да ги пречекам гостите од Црна Гора, од Кавадарци, па да пробаат едните, да пробаат другите, да ручаат едните, да ручаат другите, па нешто покасно ќе ни пристигне бендот на Тамара, па со нив треба да имаме тонска проба, па да ја пречекаме Тамара, на кај 8:30 треба да започне фестивалот. И кога веќе ќе почне, некако ми паѓа каменот од срце, затоа што и да се случи, почнало и мора да заврши. Меѓутоа, сите овие технички работи кои мора некој да ги заврши пред почетокот на фестивалот, знаат да бидат напред. Ќе видиме што ќе се случува. Ја одлучи вака додека сум дома да го стартувам влогот за да ве воведам. Се извинувам ако најавата беше долга. Се надам дека се уште сте тука и го гледате влогот. Меѓутоа, одамна ви се неам јавено и сега сакам све одеднаш да ви кажам, а знам дека е неизводливо. Еве еден краток апдейт од мене. На кај 5 попладне стигнав на работа. Ми стигнаа гостите од Црна Гора, ги однесов на ручек. Моментално сум овде кај бината да спремиме за тонска проба, кај да треба да стартува тонската проба, меѓутоа едните се на ручек, другите уште не се стигнати, третите исто така не се стигнати, меѓутоа они ќе дојдат нешто покасно на кај 6:30, затоа што таков беше првичниот план. Тонските проби секогаш доцнат, у суштина време во ме уби. Прежешко е, преспарно е и немам концентрација за апсолутно ништо. Меѓутоа мора да истуркам некако, испив едно кафенце и сега да видиме што и како е. Така што ета да не филозофирам едното исто. Ќе ви се јавам оној момент
кога ќе почне нешто да се случува. Ја многу ретко влогувам на отворено, особено не во Куманово, и како поминуваат луѓе сите живи ме гледаат и ми е екстра непријатно. Еве чисто да видите како изгледа градска плоштад во 5 попладне. Живо пиле нема. Жешко е, меѓутоа некој мора и да работи сега. Ни стигна еве и гостите од Кавадарци, они први ќе пробаат, затоа што црногорците уште јадат, се поставуваат. Еви пострче за вечер, еви за утре. За утре ќе ги трнеме овие столчиња. Завршија со ручек и црногорциве. Кога ќе завршат тонските, малце ќе се опуштам и кога веќе ќе стартува фестивалот, све е полесно. Океј, бендот на Тамара почна да се мести. Еве Милош ги тестира тапаните. Столчињата ги наместивме вака, за да има простор овде да се стојат луѓе. Колешка ми Сања, главниот одговорна, ќе доделува благодарници вечерва. Се пресобликов, сега веќе наликувам на директорче. Шала на страна, се уште пробуваат надвор. 7 и кусур е скоро по 8. Ни дое водителката, спремаме све како што треба, благодарници, сценарио едно друго, се пресоблекуваме, се спремаме и кај да е за едно 45 минути, саат време од сега би требало да стартува фестивалот. Сите стигна, освен Тамара, таа ќе ми се придружи на кај 9 предпоставам. Овде ми е водителката. Спрема сценарија. Еве ги гостиве од Кавадарци заедно со мојот поранешен директор Нино Величковски. Уште трае пробата. Колега Виктор Божурски. Пуш пауза. Што снимаме? Нешто. Влогче? Влогче. Сакаш да се видиш? Евентуално се осеќаме. Опа! На местото каде што ЕКВ имале концерт пред колку години? Леле, да. И електричен оргазам и све. Во 93-та. Јас сум имала 8 години. Така. Некои тука не биле ни родени. Како се чувствуваш пред настап во Куманово и колку време немаш да се плувам во Куманово? Може ја да те снимам од собрат? Ајде пак кажеме. Како се чувствуваш пред настапот во Куманово и колку време немаш настапувано тука? Во Куманово скоро свиревме. Да, во Јард, да, добро. Да, на роден ден на Јард, многу сладок. И супер си пројдовме. Куманово секогаш ми е убаво кога ќе дојам, зашто знаеш дека половина од бендот Да, тоа е многу интересно. Усвари кога ги викав на тонска проба, бев фазон на нив не име проблем. Од дома излагат и доаѓаат на тонска. Доаѓаат на площад. Апсолутно. Живели. Тамара е спремна. Иде газ. Се спрема до душ. Иде Како си ми ти? Иде газ. Не си С ким си, дали е знали? Липец вату, све е исто кој лани, еј, само. Многу ве сакам. Многу ве сакам што вака ми се радувате. Ми го полните срцево. Дали сте добри? Декси. Куде си, бе? Куде си, бе? А преска што кажа на овие фанови нешто? Куде си? Куде се гураш? Куде се гураш? Кажа. Заврте се вика тишина. Значи, ајде вака, ова е Милош Краљевски. Ама не Милош, не ми мешаце. Нега меши ти Милош, нега меши. Најдобар ти било овој. Ајде. Не у Не у 10. 10 концерти. У 10 години. У 10 години. У 10 години, еден од најдобрите Не еден од најдобрите, у топ 5 концерти до сега што сме ги имале. Ова е најдобар. Куманово, Живи и здрав. Куде сте? Многу ми прија Куманово. Стварно да признам. Па не ли си стргнала носа у кафи? Куде ми улегна с камеру? Куде ми улегна с камеру? Добро утро, добар ден. За кого како, моментално е 4 попладне. Стана во 12, што се испостави како
не така паметна одлука, меѓутоа цело време ми дрмаше телефонот, некој ме бара, ми звони и станав. А заглавив вчера до 6 сабајле. Си направивме еден непланиран афтер, сега се распаѓам. Апсолутно се распаѓам, а имаме уште цел еден фестивал. Ја енергија немам. На кај 6 ќе ми дојдат сите за тонски проби. Искрено се надевам дека и денешниот ден ќе биде интересен и ќе имам доволно материјали. Затоа што вчера немам идеја што ви снимав, у кој момент се одјавив, дали се одјавив. Треба средам некои материјали се на лаптоп што вечер ќе ги пуштаме на тојлет екран. Треба да се истуширам, да испијам кафе и да се спремам да излезам, затоа што моментално е 4:22, ја у 5 треба да сум на плоштад, што нема се деси. Али добро, сите ми доаѓаат у 6, така што не се форсирам. До 6 ќе стигнам сигурно. Што ви кажав ја уопшто у ова јавување? Ништо битно, не можам реченица да се оставам. Кога ќе дојам при себе и кога ќе се расонам како што треба, ќе ви се јавам за да ве упатам однос на денешниот ден и денешниот фестивал, кој што исто така одлучив да ви го снимам. Ја и конечно ви се јавам вака у некое по-нормално издание. Дојав на плоштад, моментално е 6:39, пробите уште не се почнати. Малце сме кнап со време, ама добро. Облечен сум као за утеретана, жив си испатив, прежешко е, али добро, носам после некоја делце да облечам, да заличам на директор и да си оправдам функцијата како организатор на настанот. У суштина, само сакам да ви кажам дека све е окей и... Здраво, јас сум Марио. Здраво, јас сум Марио. Стигнали бе? Стигнал, брат. Ајде, пени се на 100. Еве ме... Ме да казиме ме веќе. прекина именјакот. Не стигна и Че. Како сме? Добри, ја се средувам веќе. Ајде. Тебе како иде? Сетови, метои, па иде, гуркаме, мора да иде. Еве сега ги пробуваме овие на лед екранот. Па добро изгледа ова. Добро сум го направил. Лепо. Вам седна останативе што чекаат да пробаат. Иван Ајнштейн, само за вас. Што ја? Само јако. За некои 20 минути би требало да почнеме. Почнаа да се собираат луѓе. Така што ете. Океј, се трансформирав конечно. Пак сум одело, прежешко ми, ама нема везе. Овде сме пак у бекстејдж, за некои 15-20 минути би требало да почнеме. Почна се собира народ, што е супер. Така што, ете, DJ Марио, трампет пушта моментално музика. Први се голем број на наши локални хип-хоп артисти. На кај 10 не почна Сладкар, по него 2 бона, така што ќе ви снимам. Малку сум нешто нервозен, изморен и немам нешто многу енергија за снимање, ниту концентрација, глава ме боли и све знаете. Али добро, ќе истераме, ќе изгураме, битно све се одвива во најдобар ред, така што тоа е тоа. Црвчики ги викале овие у Куманово. Не, суканице. Црвчики, а? Суканице. Изгледаат од друго мало ги викале црвчики. Постара генерација праша ги како ги викам. Па јас сум постара Си генерација. постара неговам, татка ми Ти генерација. ги викаш суканице, какви црвчиња бе? Па да, може и глиста. Никад нигде. Мамци. Кике, здраво. Здраво, Марио! За моето влогче после 200 години. Фала ти што дојде кај мене кога синото светло настапи. Да, убаво е ова. Многу е убаво. Онака бевме како у лабораторија. Ако Така га и многу светло, малце сум травматизиран. колкава е влажноста на воздухот во Куманово. Влажноста на воздухот не знам, али влажноста кај мене е озбилна. У смисла, жешко ми. Е, така. Игре, че да игра ако ти е до играње. Ти снимаш? Снимам. Како си? Вика Јура. Викаво. Вика Јура, ама од многу ура, многу... Ај има деца. Ти знам дека си уморен. Не, бе, братски, зашто? Не? Че да направиме на живо. Ајде. На здравје, добро дојдовте у Куманово. Да ги дирате луѓето, 10-ти ден. Се изван. Види, тоа е за сериозна почет. И браво, браво. Значи, они идат од Бугарија директно у Куманово, не знам како да ви кажам. У Скопје свратија само. 11 сати, брат. Пат. Браво, браво. Овде е апсолутен хаос. Uživaj
Konski Ario ready. Yes, man. С Марио иди. Чекай се, отлично ще има. По камион. Кога се помена, брат? Најдобро на свет. И ја исто, комуничари најјаката публика. Респект и поздрав за сите. Много добро си поминавме, Кумановче и недобра Има публика. топ организација, Топ организација. многу љубов и само треба тоа така да се. Толку ке поцрвенеме. Еј, треба. Ке поцрвенеме, немој толку. Два бода секоја година у Куманово по можност. Колега Шалајко. Good job, шефе. Good job, директоре.